почитувани медиуми, почитувана македонска јавност, почитувани колеги пратеници. Денес е вториот ден од општата расправа за буџетот за 2025 година. Буџет вреден 6,5 милиарди евра или, како што сака да каже владата, најголемиот буџет досега. Предлог буџетот за 2025 година е прв буџет кој што оваа власт го предлага и во кој требаше да ги видиме сите оние политики кои што беа ветувани во изборната платформа 1198, кои би требало да донесат подобар живот за граѓаните и економски развој на државата. Буџетот е пред нас и слободно може да кажам дека од тоа нема да има ништо. Ниту подобар животен стандард на граѓаните, ниту пак економски развој на државата. Тоа што го има во буџетот е пред се. Буџет кој што е нереален, нималку развоен, туку трошковен, недомакински, предизборен и најважно од се, невизионерски, неинвентивен и буџет на нови долгови и нова изгубена година за економијата и граѓаните. Буџет со кој што се предвидува нереален раст на БДП од 3,7, наспроти проекциите на Светска банка од 2,5, Народна банка од 3,3. Зошто е нереален раст, окажуваат и голем број на експерти, економисти, кои што дадоа оценка на предлог буџетот и на проекциите на владата. И очигледно тоа што 2025 година е година кога ќе се одржат локалните избори, има влијание и една ваква проекција која што со право ја сметаме за предизборна. А очекувањата на експертите се дека штом дојде ребалансот на буџетот секако ќе има корекција и ќе се приближиме кон проекцијата на Светска банка во однос на растот на БДП. Имаме буџет кој покажува дека фискалната политика нема компас. Македонија е единствена земја во регионот која не прави во 2024 година и не планира во 2025 година фискална консолидација. Имаме буџет со кој владата проектира буџетски дефицит од 4% од БДП, што е спротивно на законот за буџетите, каде јасно стои дека дефицитот не смее да надмине 3% од БДП. И со тоа владата испраќа порака дека законите важат за сите, но не и за неа. Сите други земји од Западен Балкан уште во 2024 година буџетскиот дефицит го сведува под 3% од БДП, што представува и мастришки критериум. Проектираниот буџетски дефицит е јасен показател дека владата нема никаква намера за ред во јавните финансии. Понатаму имаме буџет со кој се повеќе се зголемува јавниот долг. Ако во декември 2023 година јавниот долг беше 58,6%, на крајот од оваа година јавниот долг ќе биде над 60%, а доколку проекцијата на владата за растот на БДП за 2025 година не се исполни, а нема да се исполни, јавниот долг уште повеќе ќе расте. Имаме буџет кој единствено ги задоволува потребите на 24 министри и нивните кабинети, меѓутоа не и на граѓаните. И зошто имаме буџет во кој не се приоритет граѓаните, особено ранливата категорија на граѓани. Ако го погледнеме буџетот на Министерството за социјална политика, демографија и млади, сето тоа се потврдува. Владата со овој буџет најмногу крати кај социјално ранливата категорија на граѓани. Крати кај социјалните услуги, кај трансферот до националните сојузи на инвалидските организации, крати кај лицата со попреченост и кај услугите кои што се насочени кон нив. Крати и кај сите оние граѓани, а најчесто граѓанки, кои се вклучени како негователки кај давателите на социјалните услуги. Владата крати кај активностите насочени кон борба со насилството врз жените и семејното насилство. Крати и на трансферот кон Црвениот крст и кон општинските организации на Црвениот крст како еден најголем провајдер, односно давател на социјалните услуги. За да дознаат граѓаните каков буџет имаме и колку тој ги пресретнува
потребите на граѓаните, ќе ви дам конкретна преку бројки од самиот предлог буџет. Во ставката на трансфери кон националните сојузи на инвалидските организации, Црвениот крст и граѓанските организации кои што работат на борбата против насилството врз жените и семејното насилство, трансфери согласно законот за игри на среќа, нашата социјално емпатична влада средствата ги намалила дури за 25%. Од 80 милиони денари оваа година, после можеби повеќе од 5-6 години, се враќаме на минимумот што е предвиден со Законот за игри на среќа на 60 милиони. Средства кои што значат функционалност и спроведување на активности за слепи лица, за глуви и наглуви лица, за лица со телесен инвалидитет, за трудови инвалиди и за лица со интелектуална попреченост. Онаму каде што е најтенко, таму владата кине. Средства кои значат многу и на граѓанските организации кои работат на превенција и спречување на насилството врз жени и семејното насилство. И тоа е пораката на владата за незината посветеност кон насилството врз жените и семејното насилство. Да дојде до поголем израз емпатичноста на владата со буџетот, удирајќи и социјалните услуги кои се воспоставени во повеќе од 40 општини. Услуги, помош и нега во домот за стари лица и помош и нега во домот за лица со попреченост. Удира и по личната асистенција за лицата и децата со попреченост. Удира по целиот процес на деинституционализација. Во ставката деинституционализација и социјални услуги од 500 милиони во 2024 година, со буџетот за 2025 година е намалено на 335 милиони денари, од кои само 190 милиони за трансфери кон давателите на социјалните услуги. Социјална држава и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните не се постигнува со кратење на средствата за најранливите. Погледнете си, колеги од ВМРО, програмат 1198, делот за социјална грижа за најранливите и засрамете се. Многу ветувања, а никаква реализација. Дури и укинување на можностите кои што веќе постојат за најранливите наши сограѓани. Исто е и кај социјалните надоместоци и правата од областа на социјалната заштита. Речи си иста сума и во буџетот во 2024 и сега во 2025 година. Зголемена за 3 до 4% онолку колку што треба да изнесува согласувањето, согласно закон, пресметано со јануарската исплата на правата од социјална заштита. А во вашата платформа велите покачување 10% на годишно ниво. Излажавте. Велите воведување на нови права и зголемување на дел од постоечките права за 20 до 30%. Излажавте. Ако вашата намера беше честна и не беше предизборна лага, како што во изминатиот период поднесовте стотина измени на закони по скратена постапка, ќе ги поднесевте и соодветните предлог закони да ги исполните ветувањата кон лицата со попреченост и кон социјално ранливите наши сограѓани. Ама ќе требаше да ви се смени имиџот на лажговци, а искрено тоа баш убаво ви прилега. Кога сме кај социјалната заштита, да ги спомнеме и капиталните инвестиции од оваа област. Во буџетот имате предвидено околу 9 милиони денари, ич пари за вашите ветувања. Изградба на дневни центри за деца и лица со попреченост, изградба на домови за стари лица. Со овие средства нема да успеете да ги сервисирате оврските за дневните центри и домови за стари лица, кои се во градба и кои треба да бидат готови во 2025 година. Кавадарци, Македонски Брод, Чешиново, Облешово, Берово, Пробиштип. Тоа се проекти од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, затоа што ние водевме вистинска грижа. Отпочнати градби во финална фаза, меѓутоа ќе немате средства за нови инвестиции капитални во делот на социјалната заштита. И се прашувам со кои средства
и како, кога во буџетот немате доволни средства, ќе ја донесете владината програма за капитални инвестиции во социјална заштита за 2025 година. Нажи ми мајка, или како и се друго, само лицемерие и лаги. Исто е и со капиталните инвестиции за изградба на детски градинки. Намалени средства во споредба со буџетот во 2024 година. Од 84 на 82 милиона. И пак ќе се фалите со отварање на градинки кои владата на СДСМ ги финансираше, оти пари за нови ќе немате. Тука се и заштитните друштва. 3 пати намален буџет во однос на 2024 година. И овде станува збор за лицата со попреченост и повторно си го покажувате вашето вистинско лице за грижата на најранливите. Нема пари во буџетот за зголемување на минималната плата. Нема пари за спроведување на обврските од општиот колективен договор за јавниот сектор. Нема слух за синдикатите, нема слух за работниците, нема намера да се реализира новата методологија за пресметка на платите во јавниот сектор од март 2025 година. И накратко да заклучам. Владата ги разочара најранливите, ги разочара работниците со предлог буџетот за 2025 година, со својата безидејност, лошото и нереалното планирање. За себе власта се испланира бурек со месо и јогурт, а за граѓаните трошки. И затоа нема да гласаме за ваков буџет, затоа што истиот нема да донесе никаков економски раст, ниту подобар животен стандард на граѓаните. Благодарам.